Се наоѓаме на сцената на Македонската опера и балет, каде што вечерва ќе биде изведен еден од балетските класици Есмералда на италијанскиот композитор Чезаре Пуњи. Прекрасната приказна и инспирирана од книгата Звонарот на Богородичната црква од Виктор Иго и овој пат ќе им понуди неверојатно уживање на присутните кои што ќе ја проследат балетската изведба, во која што еден од протагонистите и нашата позната балерина, кореографка и педагог Саша Евтимова, која оваа година одбележува 25 години од низината успешна кариера. Токму тоа беше повод да присуствуваме и на генералната проба и да прашаме што за Саша значи конкретната изведба на оваа представа, но и да направиме еден краток пресек на низината успешна кариера која што трае четврт век. Саша, здраво. Здраво. Ви благодарам на поканата и за убавите зборови кои што ги кажавте за мене. Во тек се еве подготовките, генералната проба за вечерашната Есмералда, балетска представа која што е позната меѓу другото и по техничката тежина на балетските изведби. Токму така, по техничката изведба ќе кажем едноставно затоа што ова е за мене еден од поубавите балети кои што ги имаме на нашата сцена, пред се затоа што е доста емотивна, драмска и технички захтевна улога. Самата Есмералда има многу моменти на сцена кои што треба да ја раскаже приказната онака како што сакал кореографот да ја прикаже или да ја постави на нашата сцена. Јас играм една драмска улога која што многу години наназад сакам да ја играм. Тоа е улогата на Годула, која што е мајката на Есмералда. И емотивно сум некако врзана за оваа, да кажеме, улога, пред се затоа што е доста драмска улога. Се пронаоѓам во оваа улога многу, можеби затоа што мајка си е мајка, тоа е пред се, а мајка која што се жртвува самата себе си е нешто уште поголемо за мене бар лично. Многу емотивна ми е оваа улога, мислам. Верувам, а освен так техничка прецизност, тоа практично значи дека вие балетските уметници треба и психолошки да се поврзате и да се поистоветите со дадената улога. Знаете како ја викам, публиката едноставно се поврзува со нас ако навистина сме искрени во тоа што срцето сака да ни го каже. Доколку срцето не ја збори приказната, тогаш публиката не може да се поврзе со нас како уметници. Затоа кажувам дека оваа улога, драмска улога е навистина многу тешка, затоа што она е клучниот лик кој што ја раскажува целата приказна. Есмералда без Годула не би постоела во овој случај, во оваа постановка на кореографот Крапивин, кој што дојде Станиславски ја постави кај нас представата 2005 година. Саша, ова е само една од многобројните улоги кои што ги играте во овие изминати 25 години. Сме ве гледале многу пати на сцената, без исклучок секогаш сте доминирале со настапот, со техниката. Како вие гледате на овие 25 години и дали низ нив успеавте да ги одиграте сите они улоги кои што некогаш сте посакувале да ги одиграте? Знаете како се малце на енглески ќе се изразам, ова е еден bittersweet end на мојата кариера, да кажеме на еден начин. Сепак 25 години константно да екзистираш на оваа сцена е навистина макотрпно. Многу пати треба да се откажуваш од многу работи во животот. Приватниот живот го оставуваш секогаш во позадина. Така да мислам дека овие 25 години се доволен доказ за сите мои успони и падови кои што сум ги имала во целата кариера. Благодарна сум што ете со оваа улога, навистина сакам да го кажам, крајот на мојата кариера на еден начин. Иако е доста тешко, еден уметник да се сноси со сите тие останати последици кои што следуваат, нели нормално не се последици, едноставно поврзана си со овие луѓе константно, ги гледаш нови генерации, стари генерации, ги испраќаш тие стари генерации, нови генерации, гледаш да ги едуцираш. Имам дадено доста и мислам дека тука е едноставно време кое што треба да се препушти на оние млади генерации. Така да би сакала да се заблагодарам или нормално на шансата да го прославам овој юбилеј со една улога која што можеби
од било кои улоги сум сакала само оваа улога да ја играм. Сум играла во сите балети, во секакви улоги, никогаш не сум се стремела да бидам првенец, иако знам дека сум го имала потенцијалот да бидам првенец, но секогаш сум го знаела каде ми е местото во овој театар. Така да, можеби затоа и толку долго екзистирам на оваа сцена, затоа што секогаш мора да знаеш каде си, што си и на што припаѓаш. Така да, се надевам дека публиката ќе ужива во оваа последна моја представа, да кажеме, на оваа сцена. Во класичниот репертуар, сепак не се откажувам од оно што е мојата пасија, а тоа е балетот. И би сакала да кажам дека доколку балетот стане едноставно на еден вид, на еден начин мака, тогаш е момент кога треба да се престане со се. Се пронаоѓам во некои други води, моментално сакам да се фокусирам на моите кореографски дела. Таму сакам комплетно да се посветам и мислам дека е еднината на младите генерации да играат. Воедно би сакала и да се заблагодарам на мојата стара колешка Билјана Пашарикова, која што е во пензија, која што е првичната годула на оваа постановка, која што издвои време и благодарност на дирекција која што ја дозволи да дојде да ми држи проби, за да ми ја пренесе улогата во вистинската смисла како што таа работела со кореографот Карпивин во 2005 година. Саша, честитки за успешната блескава 25 годишна кариера и уште многу успех на полето на кореографијата, но и работата со младите кадри на кои што несебично им го принесувате тоа ваше огромно балетско искуство акумулирано низ годините. Ми беше чест и задоволство ова интервју. Моето уште поголемо ви благодарам од срце.